Почитувани гледачи, добро вечер. Продолжуваме со нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Овој пат имаме гостин, односно гостинка, од општината Илинден. Тоа е Андријана Стојчевски, асистент на градоначалникот Александар Георгиевски и, што е исто така битно, Андријана е лице задолжено, па би рекол и одговорна, за културните манифестации во општината Илинден. Андријана, ние се познаваме и од претходниот период. Ти исто така беше новинар и водител на ваква слична емисија на една друга телевизија. Мене ми е многу драго што си денес во општината Илинден, една од најразвиените и најдобрите општини, и што се занимаваш, покрај сите други обврски, со културните манифестации. А поводот наш вечерашен, денешен, е вашата веќе меѓународна и традиционална манифестација Денови на културата, која што се одржува точно 25 години, четвртина век. Ова манифестација успешно се организира и одржува во вашата општина. Па најпрво добро вечер, добро ни дојде, убаво да се чувствуваш во нашево студио, повторно се потсетиш на твоите новинарски и водителски денови. Па ајде да ни кажеш ти нешто повеќе за оваа меѓународна и традиционална манифестација. Најпрво добро вечер и вам. И драго ми е што ќе имаме можност да кажеме нешто повеќе и на телевизија за ова доста долга манифестација која се одржува, како што кажавте и вие, четвртина век. Да, тоа не е мал период. Значи, навистина, да. Четвртина век е голем и сериозен влог и сериозен период. Точно така. И сега јас би сакала да кажам дека ова меѓународна традиционална литературна манифестација постои, како што кажавме, скоро од 2000 година и почнала како некој поетски настан од повеќе поети, а по поводот еден немил настан, трагичен настан, што се по смртта на Драган Крушкаровски, поет од кој што живееше во Илинден. Да, кој што потекнува од општина Илинден и за да се одбележи всушност тој како творец, како лик и неговото творештво, и се востанови оваа манифестација. Токму така. И продолжи се до ден денес. И само да кажам, заслужни за започнувањето на оваа манифестација се Коца Трајановски и Ристо Јачев по почетокот, а се разбира и сите други учесници, меѓу кои спаѓам и јас, ама тука беа и Горијан Петрески и многу други автори кои што редовно доаѓавме во Илинден, учествувавме на оваа манифестација, и оваа манифестација од година во година стануваше се поголема, значи помасовна, побројна. И една е од ретките со навистина голем број учесници, нема никаков прекин, се одржува непрекинато 25 години. Секоја година точно 25 години. Така. Минатата година одбележавме јубилеј 25 години. Така. Сега се подготвуваме за следната и се надевам во уште поголем број ќе не има наредната година. Ајде кога сме тука кај јубилејот 25 години, токму по тој повод излези оваа книга Идентитет од татковината, еден мал зборник, мал ама полезен зборник, со литературни прилози. Тоа се всушност прилози, односно избор на текстови, на прилози, литературни прилози, кои што беа прочитани, рецитирани во 2023 година. Од 2023. И тоа од трибината. Трибината беше тогаш на тема, затоа и насловот на книгата е Идентитет од татковината. Да. Трибината беше на тема идентитетот во книжевност и книжевноста како идентитет. Но тука се
и прилозите од литературното матине, Да. пролетно поетско будење на Илинден, со писателите за деца и млади и со творбите од литературниот конкурс за учениците од општинските основни училишта на темата Творам за Илинден. И покрај овие творби од наградените учесници, односно ученици, тука се и творбите прочитани на централната манифестација, на поетската вечер, со наслов Нашинска татковинска, едно убаво литературно читање на современа македонска родолюбива поезија, со повеќе македонски писатели, како што се Паскал Гилевски, Марина Мијаковска, Ленче Милошевска, Весна Ацевска, Гордана Михајлова Бошнаковска, Кристина Николовска, Зоран Пејковски, Михајло Свидерски, Санде Стојчевски, Виолета Танчева Златева, Лерка Тотнаумова, Васил Тоциновски, Славица Урума Марковска, Иван Джапаровски и други. Веднаш да кажам, ова манифестација не е само скопска и затоа тука имаме учесници и од другите градови, како што се овде во случајот Зоран Пејковски, Михајло Свидерски, гости, учесници од Битола. Но оваа книга е убав патоказ, така да се продолжи во иднина, бидејќи еве и преку оваа книга се подсетуваме на едно успешно издание од 2023 година манифестацијата. Значи, творбите остануваат овековечени во книгата и дај Боже секоја година да излегува уште по една книга и ние веќе ќе имаме едиција од книги, односно траги, бележити траги од самата манифестација. Од сите одржани Од сите одржани манифестации. манифестации. Ќе имаме 2023, па 24, па 25 и така натаму и така натаму. Второто моје прашање е токму со ова меѓународност на манифестацијата. Ова манифестација, воопшто реков пред малку, не е локална. Не е само манифестација во Илинден, иако Илинден е дел од Скопје. Значи, не е ни скопскава манифестација. Ова е и не е само републичка манифестација, туку меѓународна. Ајде малку во врска со ова, веќе ја знам дека постојано има учесници од странство на оваа манифестација. Токму така. Буквално секоја година. Секоја година на секој издание на Ова година литературната имавме гостин од Војводина. од Војводина, да. Пред тоа сме имале од Бугарија, Од Хрватска. од Хрватска. Лерка Тотнаумова. Така, така. Секоја година имаме по некој странски гостин, односно, нели, што не е од нашата држава, Така. и со тоа ја збогатуваме целата манифестација, нели, покрај да им дадеме можност да се представат поетите, нашите домашни македонски поети, се представуваат со своји читања и странските поети, и тоа доведува до едно издигнување на повисоко ниво на оваа литературна манифестација. И многу е битно, значајно е, што тие учесници од странство, всушност на оваа манифестација и даваат нозе да излезе надвор од локалните граници, од државните граници, и тие се најдобри афирматори за да се слушне за оваа манифестација и надвор од Македонија. Така. Всушност, тие учесници од соседството, а подоцна верувам дека во наредните години ќе има учесници од подалечни земји, има многу заинтересирани, веднаш да кажем, кои што сакаат да учествуваат на оваа манифестација, бидејќи слушнале дека е оваа успешна, квалитетна, сериозна, добра манифестација. Но треба тука да одбележиме, а пред малку тоа го спомнавме, дека ова не е манифестација само на творци од Скопје. Постојано на оваа манифестација имаме учесници од другите градови. Биле овдека на оваа манифестација учесници и од Радовиш, и од Штип, и од Битола, и од други градови. И од Кавадарци, И од Кавадарци. и од Македонски Брод, И од Македонски и од Брод. повеќе градови на Така. Македонија. И мислам дека е тоа исто така добро.
И најинтересно е тоа што мораме да го спомениме Да. ова, Христо, значи пред секое организирање, пред да дојде месец мај, нели традиционално литературната манифестација се одржува во средината на месец мај. Така. Секогаш имаме јавувања и со нетрпение поетите очекуваат да се организира и да учествуваат на оваа манифестација. Тоа е она што нас ни дава ветер во грб да продолжиме и понатаму, да, нели, со голема љубов и внимание да ја организираме и да ја одржуваме оваа манифестација. Да, јас знам дека е тоа така. Кога ќе дојде мај, сите некако очекуваат да бидат поканети и прашуваат дали и оваа година Ќе се се организира манифестацијата во Илинден. Сега кога сме тука кај самата манифестација, веднаш да кажеме дека оваа манифестација според нешто друго е оригинална и е поразлична од другите. Ова не е манифестација само за возрастните или само за децата и младите. Туку е манифестација и на едното и на другото. Значи, деновите на културата во Илинден, која што првенствено литературна манифестација, ги обединува и возрастните, и децата, односно учениците, и младите, и од основните училишта, и од средното училиште, но и писателите што пишуваат за деца и писатели што пишуваат за возраст. Значи има посебни приредби за писателите за деца и за писателите за возрасти. И Оваа манифестација ги спојува и писателите за возрастни, така, нели, и најмладите што пишуваат, но и писателите за деца. Значи никој буквално не е Никој не е изоставен. изоставен. Секој може да учествува на манифестацијата и да се представи, да се промовира со свое литературно дело. И уште нешто сакам тука веднаш да кажам, дека учениците сакаат и имаат можност да се запознаат со писателите, што ги учат во нивните лектири И тоа им е посебно доживување. Тие со учебниците. нетрпение очекуваат да дојдат. И знам лично, сум присуствувал на тие средби, кога ќе се сретнат со некој од нивните писатели омилени, независно дали бил Стојан Тарапуза или бил Горијан Петрески, било кој да е автор, таа средба нив многу им значи. Но и уште нешто друго. Вашата општина, Илинден, за оваа манифестација да биде што помасовна, води постојано грижа да можат и граѓаните од Скопје да присуствуваат на оваа манифестација. Има организиран превоз. Ние добро знаеме дека кај триумфалната Збирното место е Триумфалната порта се собираат сите што се заинтересирани, доаѓаат во Илинден и се драги гости, присуствуваат на манифестацијата, потоа присуствуваат на едно убаво поетско дружење. коктел, убаво поетско и граѓанско, да речем, дружење. И оваа манифестација на вистина излезе од тие локални рамки. Значи не е само општинска, напротив, таа е скопска, но е и македонска, па би рекол и пошироко, зашто таа е и меѓународна. Меѓународна, да. Сега кога сме тука, сакам да кажете нешто повеќе и за самите млади творци од вашата општина. Тие учествуваат на конкурси, Секоја година за добиваат награди и признанија. Да. Секоја година организираме литературен конкурс каде можат да учествуваат учениците од општинските основни училишта и верувајте дека нас ни пристигнуваат голем број на творби кои ги напишале дечињата со помош нели под менторство на на нивните нивните ментори, наставниците. Да, наставници по македонски јазик и навистина јас верувам дека жири комисијата има навистина тешка задача и за да ги одбере недобрите. Веднаш еден мал коментар. Во таа жири комисија обично има и афирмирани писатели. Да, секогаш. Годинава беше Горијан Петрески, пред тоа бил Перо Миленковски, Кузман Кузмановски и други писатели биле членови на таа комисија. Но што е за мене можне битно? Јас веќе гледам дека таму има млади таленти. И јас очекувам дека
во скора иднина, токму од тие ученици, од основните училишта и од средното училиште, дека ќе има и едни писатели. Значи, писатели кои што ќе објавуваат книги, а всушност мислам дека тоа е и целта на оваа манифестација. Да ги охрабри младите, да им даде ветар во грбот, во крилјата, да продолжат да пишуваат и дека преку овие настапи, преку овие конкурси, преку овие читања, секоја салата е полна кога се чита, зашто тука се ученици, тука се наставниците, но тука се и граѓаните. Постојано имаме и граѓани како публика. Да. Значи, мислам дека оваа манифестација буквално води грижа за сите аспекти. Нас ни е многу драго што успеваме полека да го доближиме пишаниот збор до најмладите. Секогаш, нели како што кажав и претходно, имаме доста голем избор на литературни творби напишани токму од нивните рачења, смислени од нивните умови, нели, и кои навистина човек едноставно може да го остават без див. Еве, наградените и се објавуваат во книга. Сите творби, литературни творби се објавени токму во овој литературен зборник. Так. И уште исто така убаво е чувството кога ќе ја видите од страна на бината, кога ќе ја видите салата преполна со дечиња. Да. Сите тие дошле да ги слушнат нивните другарчиња и сите тие се заинтересирани, нели, за апсолут пишаниот збор. И сега уште нешто друго. Кога веќе оваа манифестација ја представуваме, оваа емисија е наменета токму за деновите на културата во општина Илинден, за оваа манифестација тоа го заслужува. Веднаш треба да кажеме дека оваа манифестација е и мултикултурна. Значи не е само литературна, туку таа ги содржи, вградени се во неја, ги инкорпорира Така. и сликарството и музиката. Значи редовно секоја година има изложба на еден познат Ликовен уметник, но има и настап на афирмирани, познати македонски музичари. Да. Ајде малку нешто повеќе за тој мултикултурен концепт, бидејќи во вашата општина има и ликовни творци, има и музичари, има и музички групи, фолклорни и слично. Навистина е убаво кога и тие настапуваат, но настапуваат и познати други творци како гости. Убаво кажавте, мултикултурна е манифестацијата, затоа што од пред неколку години се обидуваме да ја вклучиме и манифестацијата трае неколку денови, нели пред се да кажеме. Затоа се денови. Затоа се денови на култура и секогаш организираме литературен, односно ликовен настан, ликовна изложба на некој познат ликовен уметник. Дали е тоа од општина Илинден или пошироко, тоа не е важно. Секогаш секој има простор за своја ликовна изложба и овде нели правиме промоција на нивните дела. На оваа ликовна изложба има настапувано и Новица Трајковски, нашиот познат академски сликар, локален уметник, академски локален уметник. Така, академски сликар, така. Потоа секогаш се обидуваме да ја збогатиме и со некоја музичка точка манифестацијата. Каниме гости и познати нели македонски музичари, каде што сето тоа така го вклопуваме убаво, спакувано за ушите и окото на не биде сувопарно само да доминира само поезијата, само зборот. И во таа смисла не само што ги вклучувате сликарството и музиката. Вие последниве години направивте еден друг исчекор. И на литературен план не се тоа само поетски читања. Вие востановивте во рамките на манифестацијата трибина на една актуелна тема, но и креативна работилница. Креативна работилница наменета за најмладите. На минатогодишната трибина стана збор за идентитетот како книжевност и за книжевноста како идентитет. Исто така, нешто што заслужува одбележување, на креативната работилница годинава
настапи професор доктор Александар Прокопиев. Да. Тој говореше за гатанките, поговорките и тоа беше навистина мощен и интересен настан. Кога ова го кажувам, веднаш да кажам дека има заинтересирани не само професори, туку и од сите други сфери да учествуваат на трибината, но исто така има заинтересирани и за самите креативни работилници. И мислам дека треба да се продолжи во таа насока, бидејќи и трибината и работилницата се покажа дека ја збогатија ова манифестација. Па еве сега, сакам да прашам дали и вие го делите ова мислење, зашто јас ова го кажувам како учесник, ама и како човек од надвор. Меѓутоа, вие од општината, дали исто така имате позитивни мненија, позитивни печатоци, позитивни искажувања, бидејќи на самата трибина доаѓаат директорите, професорите, наставниците, доаѓаат писатели, критичари, доаѓаат доста есеисти, еминентни литературни критичари и личности, токму така, професори, каде што на самата трибина учествуваат присутни се директори, наставници, нели професори по македонски јазик, и навистина на таа трибина се искажуваат толку убави и позитивни ставови, кои што се надевам дека и понатаму им користат на просветните работници да пишуваат или како да понатаму да продолжат и така натаму. Уште повеќе што голем број од авторите, од писателите, истовремено се учесници на трибината. Па е многу добро да ги слушнете изворно. Например, еден Горјан Петрески, што мисли тој за литературата за деца и млади, дали е добра, дали е лоша, како се создава и слично. Или да го слушнете еден Евтим Клетников, да говори како писател за книжевноста како идентитет и за идентитетот како книжевност. Значи, од негов агол. Исто така, самата работилница е провокативна за најмладите, за учениците. За учениците, најголемата најбројната публика се тие. Бидејќи ги поттикнуваат те како тие можат да пишуваат, како на еден подруг начин во иднина да размислуваат и да создаваат. Сега, верувам, Андријана, дека вие не застанувате, ова манифестација не се подготвува само во мај, таа се одржува во мај. Но подготовките за оваа манифестација всушност започнуваат веднаш по нејзиното одржување. Значи, фактички, вие од јуни месец веќе почнувате да размислувате за наредното издание. За наредното издание, и еве, сега, во овој месец, октомври, вие аплицирате во Министерството за култура со програмата за 2025 година. Да. И сигурно размислувате за темата на трибината, за креативната работилница, за писателите учесници од земјата, мислам од земјава и од странство, за да се одржи овој веќе започнат пат, овој континуитет на оваа манифестација. Како ви течат подготовките? Ја знам дека главно ти си задолжена да се грижи за оваа манифестација. За организацијата, да. Подготовките течат како што треба, се е во најдобар ред, се е како што треба.
конкурираме нели во кај Министерството за култура за годишната програма. Се надевам дека ќе успееме и финансиски малку повеќе да ја подкрепиме оваа манифестација. Добро, тие обично мислат дека сте вие богата општина или дека имате средства и ви кратат постојано, но навистина заслужува оваа манифестација Па искрено да ви кажам да добие дека повеќе средства. Да, искрено да ви кажам, изминатите неколку години ние сами ја финансиравме литературната манифестација и и самите сте сведоци дека успеваме добро да се организираме. Да, знаев, не може манифестација да нема државна поддршка. Така, се надевам оваа година ќе добиеме нели финансиски средства и ќе заслужено би требало, апсолутно. Да. А инаку подготовките течат како што треба, нели како што реков и на почетокот, имаме во подготовки е нели програмата за наредната година, исто така се планира да продолжи меѓународноста на манифестацијата, да имаме учесници, писатели, поети од странство и нормално нема да ги изоставиме ниту нашите домашни македонски писатели. И како што рековме и од другите градови. И од другите градови, да. И од другите градови. И од другите градови. Имаме писатели во Охрид, имаме и во Струмица, имаме и во други градови од каде што досега не биле гости учесници. Јас верувам дека и заслужено ова манифестација треба да добие средства од Министерството за култура, бидејќи навистина е меѓународна, навистина е државна манифестација, значи републичка. И она што е мощне битно, ова манифестација се одржува постојано со поддршка и на Друштвото на писателите на Македонија, но и со писателите кои што не мора да се членови на Друштвото на писателите на Македонија, но со писателите од Македонија и, како што рековме пред малку, со ликовните творци, со музичарите, значи буквално со една голема креативна енергија, со авторите, со творците од повеќе области, бидејќи оваа манифестација е мултимедијална. И тоа се покажа. Се покажа и се докажа на дело дека е тоа така и се надевам дека мощне добра. Мощне добра, да, и со нетрпение и поетите, но и учениците кои што се подготвуваат за литературниот конкурс, со нетрпение очекуваат да им ја кажете темата. Да им ја кажеме темата, да. Сега говоревме за ова манифестација, за деновите на културата во Илинден. Па би сакал малку да проговориме и за другите манифестации. Да. Имаме време, значи и за нив да кажеме нешто повеќе, бидејќи вие не ја организирате само оваа манифестација. Во текот на годината, буквално секој месец вие имате манифестации од областа на културата. Па ајде малку повеќе да не запознаеш гледачите, да ги запознаеме кои се тие поглавни манифестации што ги организирате во општината Илинден. Така. Значи во рамки на програмата за култура на општина Илинден имаме предвидено и други културни манифестации. Организираме доста ликовни изложби, каде што им даваме простор на уметниците од општина Илинден да се представат со своите ликовни дела, но исто така и не само од Илинден, туку и пошироко, и од другите градови на Македонија. Потоа ја организираме и манифестацијата за Ден на општина Илинден. Тоа традиционално го правиме кон крајот на месец јули, нели, во пресред на празникот за 2 август и овде организираме една доста убава манифестација каде со исто така со повеќе активности, дали ќе има ликовна изложба, дали ќе има крводарителска акција и на крај, нели, централниот настан е концерт на некоја позната македонска група. Меѓутоа, овде гледаме да учествуваат и пеачи од забавната, но и од народната музика. Покрај тоа ја организираме традиционално ликовната изложба на 21 декември на Новица Трајковски, на нашиот ликовен уметник. Во текот на месец февруари, обично за Свети Трифун или нашиот празник,
Во Иватовци се одржува една манифестација, тоа е саем на домашно вино. Овде доаѓаат вински витези, каде го оценуваат виното на учесниците и тоа гледаме учесниците, нели, кои што произвеле домашно вино да се од Илинден и овде, нели, се доделуваат и награди, и признанија, и благодарници и така натаму. Исто така организираме и денови на кинофилм. Изоставивме да кажеме дека минатата година за прв пат во рамки на литературната манифестација, односно на деновите на култура, во општина Илинден имавме и кинопроекција, каде што се покажа со доста добар одзив на посетеност и се надевам дека и во наредната година ќе организираме таква нешто. Вака сега ние наброивме само дел од вашите активности. Но јас за гледачите ќе додадам дека вие имате Дом на културата. Тоа е едно убаво здание, еден убав објект, една убава зграда, ама знаете како? Зградата не ја прави културата, зградата само и помага на културата, културата ја прават луѓето. Значи, вие во таа зграда имате простор за изложби, сала за, како што рековте, кинопроекции, за театарски представи, но имате и библиотека. Мислам дека тоа катче, таа библиотека, која што се наоѓа најгоре во Домот на културата, е всушност можеби и центарот на тој Дом на културата. Бидејќи тука се книгите. А покрај тоа што имате голем фонд на книги, вие имате и една акција. Таа акција ви е многу оригинална, морам да кажам. Поврзана е со Великден. Подари книга, доби великденско јајце. И мислам дека и таа активност, односно таа акција ви е успешна, бидејќи има голем број на поединци и на семејства кои што дома имаат некои книги, некои во повеќе примероци, ама и некои книги што можат да ги подарат. И всушност тие ги подаруваат во рамките на ова акција. Второ, што јас знам, ако нешто не знам, тука сте вие да надополните, знам дека редовно го одбележувате празникот Илинден. И дека тогаш правите еден поголем народен собир, на кој што исто така учествуваат граѓаните, ама и уметниците. Сега, сакам вие малку повеќе да ми кажете некој збор и за Домот на културата, а потоа и за овој празник Илинден, бидејќи на овој начин ќе ги запознаеме граѓаните. Значи дека ќе можат да учествуваат на таа дарителна акција Подари книга, доби великденско јајце, но и да дојдат за Илинден. Ќе кажете вие точно каде тоа се одржува. Јас мислам дека е тоа Миладиновци, спроти рафинеријата кај... Не, тоа беше пред неколку години, меѓутоа последниве години секогаш манифестацијата ја организираме, не, токму во рамки на Домот на култура Илинден, амфитеатарот во надворешниот дел имаме еден прекрасен амфитеатар. Тоа заборавив да прекрасен амфитеатар каде што надворешните настани кои што се одржуваат на отворено, секогаш таму ги организираме. Одлично, имате убав амфитеатар до Домот на културата. Да. Не само во Илинден, општина Илинден има 12 домови на култура, односно во сите населени места по еден дом на култура. 12 домови имате? Да, 12. Во секое населено место имаме дом на култура. Кои се нивните главни активности, Андријана? Најмногу е заживеан Домот на култура во Илинден и во Марино, нели таму има најголем број на активности, меѓутоа не можам да кажам дека и другите не се активни. Меѓутоа во Домот на култура така ги одржуваме секогаш оние, нели, бидејќи е поголем, има поголем капацитет на
гости, на публика да прими и таму ги одржуваме. Културно-уметнички друштва има настапи, настап на културни ансамбли, уметници. вежбаат. Значи културно-уметнички друштва имаат таму ги одржуваат своите часови, нели? И се одржуваат и концерти. Концерти, добро. Да. Некои театарски представи, Театарски представи, филмски проекции, филмски проекции, како што кажавме, има Да. во киносалата, Во нели, каде што киносалата, се одржува и литературната А манифестација. младиве писатели во училиштата. Во училиштата Имаат секции, клубови, си имаат тоа литературни. секции, да, клубови во рамки на своите училишта, меѓутоа, нели, кога ќе дојде времето за литературната Да. манифестација, најдобрите се Да, избрани и веќе учествуваат, знам јас голем број и од основните училишта, ама и од средното и училиште. од средното училиште. И вие доделувате награди во тие две Додавуваме категории. награди, да, И за и благодарници. основно училиште и за средно Так, образование. да. Сега, бидејќи полека сме кон крајот на емисијата, не сакам да сугерирам, ама сакам да прашам. Како е да се живее во Илинден? Зашто Илинден стана дел од Скопје, дури јас сум изненаден, толку многу се гради, секое доаѓање во Илинден не куќи, сега има стамбени згради. Таму има многу исто така и објекти на фирми. Тука во близина ви е аеродромот, од другата страна слободната економска зона. Па како е да се живее во Илинден? Да си тука до градот, а да не си во градот? Значи да дишиш почист воздух. Христо, ако можам слободно да се изразам, јас Илинден не би го менувала за ниту едно друго место. Ете така. Тоа сакав да го слушнам, затоа реков да не сугерирам. Во Илинден е прекрасно да се живее, не би го заменила за ниту едно друго место на живење. Имате се што ви треба. Имаме се што ни треба Ништо не ви недостасува. навистина не ни недостасува и навистина немаме потреба да одиме во централната градско подрачје. Па еве имате и тоа не е локална, туку имате и меѓународна манифестација Денови на културата и да си продолжите со организирањето на оваа манифестација не до 50 години, не до 100, туку и натаму. А сега, бидејќи се наближува крајот на емисијата, ние имаме еден обичај, сите гости, сите учесници во оваа емисија, да ни остават една трага на оваа хартија, на овој бел свиток. Значи, изберете еден од овие фломастери, една боја, црвената. Овде напишете го вашето име и презиме, значи Андријана Стојчевски, во горниот дел. Ајде, јас ќе задржам малку. Може и со покрупни букви, не е проблем. Додека Андријана пишува, јас на гледачите ќе им кажам дека ова е првата емисија посветена на една манифестација, но верувам дека во иднина, во ова овдека датумот долу, значи 14.10.2004, верувам дека во иднина ќе најдеме време и простор да проговориме и за други манифестации во рамките на оваа емисија. Овдека, Андријана, молба до тебе да ни напишеш една твоја мисла, една сентенца, која што по твој избор. За ова што говориме, за зборот, за книгата, за... Да прочитам или? Не, ти пишувај, јас ќе им прочитам на гледачите. Еве, твојата мисла е поврзана со книгата. Книгата е живот. Животот е книга. И тука може да ни се подпише скратено. Навистина е така. Книгата е живот, животот е книга. Книгата е живот, животот е книга. Не се може без неа не се може ни без книгата, не се може ни без животот. Навистина е една неверојатна симбиоза. Да, ама и книгата не учи како да имаме подобар живот. Апсолутно, и книгата е писмо. Токму така. А од друга страна, животот е како книга. Постојано го прилистуваш и постојано мислиш дека има недоброи страници, за жал нема, ама добро е човек да верува дека неговата книга е бесконечна, вечна и трајна.
И на крајот сакам да ти се благодарам со рака за се она што Благодарам и јас. правите и ти лично на планот на културата општина Илинден, но и самата општина Илинден, начело со градоначалникот Александар Георгиевски. Не случајно го издвојувам, бидејќи навистина сте еден добар, успешен тим, кој што постигнува успеси не само во општина Илинден, туку и многу, многу пошироко. Само продолжете така и да се гледаме по вакви и убави поводи. Благодарам за вашето доаѓање и вашето учество во оваа емисија. Благодарам и јас на поканата што ни дадовте една убава можност да проговориме за нашата работа, односно за културните манифестации и се разбира, да и дадеме едно поголемо значење на оваа литературна манифестација или, како што се кажува, целосното или денови на култура во општина Илинден и се разбира, со добра координација со градоначалникот Александар Георгиевски, навистина успеваме да организираме многу добри манифестации. Така е, и вие заслуживте не една, туку и многу други вакви и слични емисии. Благодарам.